Почитувани гледачи, добро вечер од отвореното студио на телевизија Нова. Јас сум Бојана Димитриевска, вечерва ваш домаќин. Зоран Заев го чека мандатот, а Талат Џафери пак чека да го добие за да ја закаже новата седница. Очите на јавноста вперени во претседателскиот кабинет. Граѓаните со кои повеќе од 70 дена протестираат низ улиците на Македонија со порака до претседателот да не подлегнува под ниту едни притисоци. Што може да очекуваме во периодот што следи, како понатаму? Мои соговорници вечерва се универзитетскиот професор Александар Даштевски, добро вечер, и Виктор Грозданов од партијата Гром. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Господина Даштевски, каква одлука спомена во најавата дека очите на јавноста се сега вперени во претседателскиот кабинет, каква одлука очекувате од претседателот Иванов? Заев најави дека ќе бара средба со него наредната недела според она што можевме да го слушнеме. И дали е можно и без мандат, доколку претседателот не го додели мандатот, да се формира влада и доколку претседателот Иванов цврсто стои на досегашниот став? Па спрема се она што се случи до сега, нели? Што го гледавме, значи се е можно. Ако може таква одлука да се на таков начин да се избере претседателот на собранието, тогаш можно е да се избере такав влада да се избере. Според она што е предвидено во уставот, тоа не е законски, не е уставно, спротивно е на деловникот, прекршува многу членови на деловникот и сметам дека треба сепак без оглед што тоа беше наметнато од страна, знаеме ние, и сите овие што беа странски представници од Могерини до Хојти, не знам, Доналд Туск, Хан и така натаму, тие не прашуваа за легислативата, бидејќи они не може да ја знаат, како што ние не ја знаеме на Белгија, на Холандија, на Германија и така натаму. Тие само сметаат дека има 67 мнозинство, наспрема 51 кој го има ВМРО ДПМН. За тоа ги упатија партиите да одат во ОПСЕ, каде што се поексперти за таа проблематика, за да ги разгледаат документите и да видат дали е тоа во ред или не. А јас имам една друга теорија која предлагам неколку пати веќе. Во сабота имаше една трибина која следеше ТВ Нова. На таа трибина јас ги повикав, еве и од за заедничка Македонија иницијативата, да поднесат уставна иницијатива, односно барање за испитување на уставноста на одлуката, бидејќи веќе одлуката станува официјална, признаена од цел свет, преземен е кабинетот, земени се печатите, одлуката е ставени се печатите, испратена во службен вестник, се чека нејзино објавување. Така што станува таа веќе легитимна и поради тоа треба да поднесат иницијатива за испитување на уставноста на таа одлука, како што зборев јас неколку пати, значи не е важно кога ќе биде донесена, мада би било убаво веднаш да се донесе по итна постапка одлуката на Уставен суд, дали е таа уставна или не е уставна, затоа што тоа ќе стане понатаму пракса за секогаш. Како што имате сега пракса вие 1992 година, кога председателот на држава Киро Глигоров 3 пати го давал мандатот, од кои 2 пати на иста партија СДСМ. И сега на тоа се повикува председателот на државата. Значи било спорно кој го дава мандатот и на кого го дава. Според членот 84 мандатот го дава председателот на државата, затоа и го бараат сега повторно од него. И Уставниот суд донел одлука дека председател одлучува на кого ќе го даде мандатот, па така и овде, бидејќи беа прекршени многу норми за кои ќе зборуваме, нели, вечерва. Јас сметам дека треба да се поднесе една иницијатива да се провери уставноста на оваа одлука и не верувам дека постои уставен судија кој би гласал дека оваа одлука е уставна, бидејќи општо позната е во Македонија, за разлика од светот, дека одлуката не е уставна. Грозданов, вашите очекувања од каква одлука би донел претседателот Иванов и дали е можно формирање на влада на ист начин како што беше избран и претседателот на собранието Талат Џафери, и како гледате вие на овој предлог кој доаѓа од професорот Даштевски да се покрене една иницијатива до Уставниот суд за да се оцени уставноста на одлуката за избор на собраниски спикер? Видите, јас на неколку наврати кажав дека имам еден многу добар пријател кој што го познава претседателот Иванов од младите денови и кој што на неколку пати ми има кажано дека вие не го познавате Ѓорги Иванов лично како човек, како функционира.
Не верувам дека ќе им го даде мандатот, бидејќи ако го даде мандатот, тогаш више Георги Иванов не е председател на Република Македонија и нема више што да бара да извршува таа функција, бидејќи до сега председателот беше категоричен дека нема да даде мандат на коалиција, без разлика што имаат 67 пратеника, кои што ќе нарушат уставниот поредок на Република Македонија. Така да тука сум цврсто убеден дека председателот сигурно нема својот личен интегритет да го посипе со пепел, да кажам така во еден архаичен израз да употребам, и дека сепак ќе си го задржи своето достоинство затоа што он има премногу уставни функции кои што ќе мора да ги извршува. Тоа е едната работа. Она што господин Даштевски го кажа е дека ќе потегне или потегнал иницијатива пред Уставниот суд. Сепак Уставниот суд е највисоката судска инстанца и дека ќе видиме дали е ова што се случи на 27 април, зборам за изборот на Талат Џафери како председател на Собрание на Република Македонија, дали е во согласно со формалното законодавство или е во согласно со желбите на одредено мнозинство. Мене многу ме е симптоматично тоа што по втор пат меѓународната заедница поддржува нелегален избор на висок функционер во Република Македонија. Јас ќе ве вратам наназад. Но зашто е толку голема поддршката? Значи, видите, јас затоа ви реков ќе ве вратам наназад. Значи, во 1999 година Борис Трајковски дојде на брутален изборен начин да биде председател на Република Македонија. Ги знаете после тоа следствено што све се случи. Имавме криза, имавме косовска криза, па имавме македонска криза и така натаму. Без разлика што после тоа Борис Трајковски остави еден поинаков печат како председател, меѓутоа самиот избор беше нелегален. Значи имавме села каде што имав 105,6% излезеност, меѓутоа тогашниот државен секретар на Соединетите американски држави Медлин Олбрайт веднаш го прогласи за председател на Република Македонија, така и во овој момент господин Талат Џафери на еден многу смешен начин при присуство на голем дел на пратеници од сегашна опозиција во парламентот, да кажеме условно така, да се соберат во клупите поголемиот дел од пратениците и да изберат председател на Собранието. Апсолутно не е важно дали е Талат Џафери или е, не знам, било кој, како се вика, од која е националност тоа или од која партија. Тоа е апсолутно ирелевантно во овој момент. Релевантно е начинот на кој што се избира и начинот на тајмингот во кога се избираше Талат Џафери. Многу прашања, зошто не во 14, зошто во 18 се чекало тактика некоја? Разговараме, има многу информации во целата таа ситуација, меѓутоа се отвара едно клучно прашање. Што е тоа што го ветил Заев, а што Груевски не кел да го исполни? За вака меѓународната заедница да сака меѓународно да го изолира веднаш Груевски, тоа е факт. Значи, сега без разлика што ние сме дел од коалицијата за подобра Македонија и што поддржуваме она што се случува во самата коалиција, меѓутоа што е тоа што Заев го ветил и за каков тајминг он треба да исполни? Тоа е многу клучно прашање. Имате информација или предвидувате што е тоа што го ветил? Тоа е логичко прашање, на кое што ќе треба да добиеме одговор во наредниве денови, месеци и така натаму. Како што кажа господинот Даштевски, Собраниската седница не е ни завршена, нели? Сега ќе треба да се вратиме на третата точка, фактички. Бидејќи се скокна. Бидејќи се скокна, значи ќе дојдеме на третата точка и повторно имате 51 пратеник или колку и да остана, 49, кои што ќе мора да дискутираат на таа точка и што повторно ќе ги прескакаат, ќе прескокнуваат деловникот и повторно насилнички све ќе создаваат ситуации и повторно насилнички ли ќе ги изгласуваат работи кои што они ги замислиле дека треба да ги изгласаат. Што може да очекуваме и од продолжението на седницата со оглед на тоа што Талат Џафери најавува дека откако Заев ќе го добие мандатот од председателот Иванов ќе го закаже продолжението, односно кога би можеле да го очекуваме и што да очекуваме од тоа продолжение? Па тоа би требало да биде закажано наскоро и доколку биде објавено овие денови во службен весник, не би требало да биде, да речеме, да се чека да се избира влада и мандат. Може се расправа за други прашања, како што зборувавме сега, нели, дека може да треба да се избере таа комисија за избори и именување, бидејќи таа пак ги избира другите комисии
кои работат во определени области. Значи, вие не можете да предлагате закони до собранието ако тие комисии не се избрани. Така што за таа седница исто така ќе треба доста време. Знаеме дека ако сега беше тоа направено под притисок најверојатно на одредени странски центри, значи нели изборевме за Борис Трајковски, јас сметам дека тука не е тоа направено од страна намера на ВМРО и така натаму. Ќе се замешаше меѓународната заедница, меѓутоа таа си преќу. Тоа е направено затоа што во тој момент Борис Трајковски им одговараше на меѓународната заедница, бидејќи имаше нели одредено образование во Америка и така натаму. Така што и тој после помогна во кризата, видовме како се постави и така натаму, мада покажа и некои други квалитети. Меѓутоа нели го нарекуваат човек изјава пред да го изберат, бидејќи ја даде она изјава, ако не ви се допаѓаат бегалците. Се извинувам што прекинувам, ние збориме за самиот чин. За самиот чин. Ама сакам да кажам исто и сега. Значи сега на некого му одговара вака да биде. И затоа ги прекршија сите процедури, не знам дали се и свесни. Странците веројатно не се свесни колку правила прекршиле. Јас ако сакам да ќе повториме, ја го земав и деловникот, тука и уставот, што се е прекршено од деловникот и од уставот, за да се направи тоа што се направи, и мислам дека беше направено по определено сценарио претходно подготвено, бидејќи нели во 18 часот се случи тоа. Да, и Грозданов значи, го спомена во 18 часот знаеме сите дека граѓаните се пред собрание. И сега минатата 60 дена. Значи не е еден ден. 60 дена, значи тоа е се предвидено претходно како да се изврши тоа, и овој чин што се случи знаеа сите дека бидејќи многу беа навредувани, можеби тоа е дел од сценариото. Дека се кретени, дека се не знам нископротеинска материја која излегува од шахтите, што значи знаеме што и така натаму. Значи тоа се све по провокации, беа игнорирани граѓаните и револтирани нормално. И се претпоставуваше дека може да се случи еден инцидент, а тоа не е ништо чудно, бидејќи и дури да не се работи за политика, знаеме дека стампеда може да убијат луѓе и на фудбалски надпревар, камоли во ваква ситуација една. И јас гледав од прилика дека преку 13.000 луѓе, 13.470 луѓе се збореше дека влегле, меѓутоа тоа било во почетокот, после тоа, бидејќи на минатата неделя учествував во една емисија и ме убедува дека имало 7.000, меѓутоа 13, после тоа читам денеска по некои портали преку 20.000 луѓе. Велите има сценарио, целта била да падне крв, целта на тоа сценарио? Целта беше да се представи ова иницијатива за заедничка Македонија како негативна, бидејќи тие 60 дена што викаат не сгазна ни едно цвеќе, не остана позади ни едно ливче. Значи ќе се соберат во еден момент кога беше Кан 100.000 луѓе и после тоа гледате дека све средено направено, значи како да не излегле. Значи беше поентата да демек шарените знаеме дека протестира нели насилно, и овие се исти. И автоматски се прави еден баланс на тоа и сега сака да се прикаже и ова шарена револуција таква и конечно сметам дека главната поента е да се избере претседател на собрание и влада по мерка на структурите кои ја водеа цела оваа криза 3 години, затоа што премногу траеше, знаеме се. Значи знаеме дека немаше 500.000 фантомски гласачи. Знаеме дека нема ни еден прислушкуван разговор за 2014 година. Што значи изборите си беа сосемно легални, легитимни и демократски, слободни и така натаму. Знаеме дека два пати беа одлагани изборите поради тоа што се бараше начин како да се достигне таа разлика од преку 100.000 гласови која ВМРО во секое време има и кога се направи едно предизборен инженеринг, како што сега тоа стана вообичаен термин, предизборен, изборен и постизборен. Постизборен инженеринг видовме што е, а видовме и што е изборен инженеринг, кога сака да го сврдат резултатот за, не знам, ТРЦ, каде што има, не знам, околу 700-800 запишани гласачи, а со ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија победија со 27-8 илјади разлика. Значи, да се сгазне грубо на волјата на
гласачите на Република Македонија само поради тоа што има некои туѓи интереси кои сакаат да го направат тоа што го прават 3 години во Македонија. Ја претпоставувам дека знаеме отприлика и кои се тие, начело со Сорос. Сметам дека има и други многу сокриени играчи, бидејќи тие што се главни никогаш не се појавуваат на површината. Се појавува Сорос затоа што тој фактички е играч од трети или четврти ранг, па поради тоа и се појавува и финансира, некој мора да стои официјално за тоа, некој мора да ги пушти парите на тоа отворено општество, па тие да ги распределат на другите и така натаму. Меѓутоа видовме дека работите предалеку отидоа, видовме дека американците како една правна држава, бидејќи они се представуваат сега во по-демократска положба дури и од Европа, затоа што нели декларацијата за независност е повод за француската декларација за човекови слободи и права, а претходно е донесен од Томас Джеферсон. И сега ние кога слушавме за Бели дека ќе има истрага, американците рекоа дека на него ќе му биде спроведена истрага според амандман 1 од уставот на САД. Значи они си го сметаат уставот на САД како највисок акт, законски акт на светот. Така што тоа е тоа што се случуваше овие години и на крај постизборниот инженеринг дојде. И постизборниот инженеринг што значише? Значи, иако ВМРО и ДПМН и ДУИ заедно може комодно да состават влада, и тоа се случуваше неколку пати. Иако ВМРО можеше и 2008 и 2014 сам да направи влада, бидејќи имаше 63 пратеници, тој го зема ДУИ како најголема албанска партија. Да. Тоа ДУИ го бараше од 2006 до 2008, поради тоа се одржа предвремените избори парламентарни, 2008, и ако се кажете, тие беа можеби најгруби избори во Република Македонија на сите времиња. Бидејќи имаше еден убиен во Рачиново тоа утро, имаше многу ранети со калачникови и така натаму. И нели прво победи ДПА, бидејќи тука беше која е најголема ќе влезе. Па се поништија резултатите баш во тој период, јас бев член на ДИК. И тогаш се сврте резултатот во корист на ДУИ и веднаш се направи таа коалиција, тој мајски договор за најголема партија со најголема партија. Во тоа помогна ЕУ и САД, значи кои сега се против тоа. И видовме и албанските интелектуалци, овие истите сега што се против тој договор, помогнаа тогаш, притиснаа со изјави, со емисии, со све, да се оствари тој мајски договор кој 10 години држеше. Сега одеднаш не може. Значи тоа на некој странски центар не му одговара. Замерија на интегративците за тоа. Затоа што реков 2 пати имаа шанса сами да направат, или па на пример со традиционалниот партнер ДПА. Бидејќи они затоа 2006 прво со ДПА направија, затоа што 98 исто направија со ДПА. Затоа што видите, ако не го правите тоа, еве сега да кажеме, ако се случат нови предвремени избори, па дури и редовни, и победи ВМРО да кажеме со 61, например, и земе некоја албанска партија, да кажеме БЕСА сега, БЕСА е популарна, и неколку циклуси поред, да речеме, ДПА, односно ДУИ не е во коалиција, нели? Нема функции, нема позиции, нема места, нема вработување, нема ништо. Нормално ќе му се случи тоа што му се случи на ДПА, остана на 2 пратеника. Бидејќи долго време не е во власт, што е основната причина и за политичката борба помеѓу партиите. Така што некоректно се изигра во оваа ситуација, меѓутоа, како што реков, тоа на некого му одговараше. Ќе анализирам уште доста, одиме со еден блок на реклами, па продолжуваме Грозданов со вас. Останете тука. Назад во отвореното студио на телевизија Нова, Грозданов, го споменавме тајмингот. Вие велите не е случаен од она што претходно го разбрав, за избор на собраниски спикер во моментот кога беше избран Талат Џафери, кога граѓаните што протестираат секојдневно ја дознаа информацијата, влегоа внатре во собранието, после тоа се случија оние инциденти. Сега, еве, речиси 2 недели после тие инциденти, случаен беше изборот на Талат, избран тајмингот за избор на Талат Џафери, или намерно беше смислено тоа? И
што требаше да прават пратениците од ВМРО ДПМН? Е сега нормално во последна таква ситуација, вие сте во коалиција со ВМРО ДПМН, има секакви коментари и реакции дека се чувствуваат, некои велат дека народот бил оставен на цедило. Како требаше сега во оваа ситуација и можеше ли да се спречат тие инциденти? Ај вака ќе почнем од крајот. Значи, официјалниот став на граѓанската опција за Македонија, скратено ГРОМ, е дека е недозволиво да се тепаат пратеници. Ние не поддржуваме тепање на пратеници, бидејќи во секој момент не може да собереме стотина и да претепаме било кој пратеник во било каква ситуација. Значи, тоа е едната работа. Втората работа, парламентарниот дом е дом кај што промовираш демократска култура. Значи, нема ништо случајно. Значи, Зоран Заев излегува на говорница и вика: денеска ние избираме председател на Собрание на Република Македонија. Дали тоа ќе го направиме во Собранието, во Ману, во некоја општинска зграда, или на скали, или не знам каде, ние тоа ќе го направиме. Илија Димовски му возвраќа, му вика: држете се до деловникот, немојте, има народ кој што е револтиран. Затоа што се имаш информации кои што јас ги потврдувам, познавајќи доста луѓе кои што не се согласуваат со тиранската платформа. Наназад, ако се вратиме на тиранската платформа, значи Социјалдемократскиот сојуз и неговите лекомислени аналитичари од типот на Фрчковски, Геровски и така натаму дава изјави уште пред изборите дека Социјалдемократскиот сојуз е најголемата албанска партија и така натаму. Муарем Зекири кажуваше дека дуи се криминалци и така натаму и така натаму. И кога излезе резултатот, за она што го збореше Даштевски, за еден политички инженеринг, каде што имаме околу 60.000 гласови на контото на Социјалдемократскиот сојуз, од сметката на ДУИ, БЕСА, ДПА, Алијанса на албанците, односно пред се ДУИ, кај што им се скратени околу 6 до 8 пратеника. Тоа е како да сте им брцнали прст во око. И нормално е дека албанците наеднаш за да се вратат на собствените рамки, збориме како бројка во парламентарниот дом, нормално е да ви извадат тиранска платформа. Тиранска, албанска, скопска платформа, како сакате, меѓутоа тиранска платформа. Е сега, кога одите во еден таков правец, во исто време имате еден зијадин села. Јас не се согласам со тоа што беше пред тебе, уште помалку се согласам што го влече како да е мртов. Мислам, не дај Боже на било кој да му се случи. Меѓутоа, ти ме негираш мене како човек. Првенствено, Зијадин села не беше опоменат од своите коалициони партнери, идни коалициони партнери. Никој не го негираше, него. Сите си молча. И сега доаѓаме до изборот на Талат Џафери. Значи, ако го пратевте внимателно интервјуто на господинот Груевски на Телма телевизија, вика: зашто не го направи во 14 часот? Сите знаеме дека во 18 часот се собира маса на народ. Маса на народ која што мирно протестираше. Ако па се вратиме наназад на самиот чин на протести за заедничка Македонија, кај што лидери се Борис Дамовски, Богдан Илиевски, Дарко Мијалков, Ката Руменова Мисеркова и така. Тоа не се тепачи, тоа не се насилници. Каде имаше инцидент? Меѓутоа имаше луѓе кои што не се согласуваат со изборот. Значи, сите очекуваа дека СДС ќе направи мнозинство. Меѓутоа не очекува дека насилнички ќе направат мнозинство. И наместо да направат тоа кога нема народ. Точно е одбрана. Меѓутоа имаше предупредувања за црни насилни сценарија во парламентот. Видете, на времето постоел само фиксен телефон, сега имате социјални мрежи, сакате Фейсбуци, Твитери, Јутјуб и така натаму. Значи мобилни телефони, значи и народот си комуницира меѓу друг. Значи лесно доаѓате до информации. Значи имаше најави луѓе кои што кажуваат ќе влеземе ако треба со оружје, па не знам што и така натаму и така натаму. Значи не ми е јасно зошто мораше да го направат тоа во собрание на најступидниот начин, кај што учествуваше велелепен за мене интелектуалец како Ферид Мухич и нормално настана подоцна инцидент. Во инцидентот учествуваше толпа на граѓани, учествува и луѓе кои што беа со маски. Ако дојдеме до салата каде што има учествувано, значи луѓето од ДУИ биле избегнувани. Комплетно. Таму првиот на страданите ви се новинари, ваши колеги кои што не се пожалија. Искра Петчевска е претепана. Ова го кажам многу сериозно. За разлика од Искра Петчевска,
и од Радмила Шекеринска, кога видовме што се случи, големиот ловец на криминалци Петре Шилегов се сокри позади нив. Да сум сега јас Зоран Заев би го трнал од партијата. Ако веќе сега, нели, си ги спасуваме живите глави. Меѓутоа, да оттргнеме инцидентот на страна. Ајде да збориме за провокацијата. Зошто мораше да има провокација? Која е целта? И па се враќаме на првото прашање што ви го поставив како загадачно прашање, како една загонетка. Што е тоа што Заев го ветил дека ќе го исполни? Сега за реакциите по однос на ВМРО ДПМН. Никола Груевски, неговиот пиар тим сега треба да си оди дома. Не може да дозволи лидерот на најголемата партија, на најголемата коалиција, да даде таква изјава каде што граѓаните, голем дел од граѓаните, без разлика што ја поддржуваат коалицијата, се осетија продадени. Сега бе морал да даде таква изјава. Не требаше да каже јас сум организатор, а можеше да каже ве предупредив дека ако направите инцидент и провокација дека ќе ви се случи ова. Груевски малце ја даде изјавата како ни ваму ни таму. Значи јас немам намера ниту да го напаѓам, ниту да го бранам. Ние сме цврсти партнери во коалицијата и овој инцидент треба брзо да се заборави. Значи, за да немаме дополнителни инциденти, господин Заев мора да разбере, сепак во оваа држава постојат граѓани кои што не се согласуваат со твоите ветувања кон одредена група на граѓани. Еве ќе ви поставам едно практично прашање. За да влезе Дуј во власта со ВМРО ДПМН, значи имаше математика дека ќе добијат двајца подпредседатели кои што ги имале цело време, тоа се за рамковен договор и за евроинтеграција, и дека ќе добијат 6 ресори. Значи не оние министри без ресор, него 6 ресори. Еве се ќе ги добијат Дуј. Тоа се 6 и 2 8, така? Значи ние имаме 15 ресори, 4 подпредседатели и 1 председател на владата. Сега колку ќе добија Алијансата? Колку ќе добија БЕСА? А колку ќе добијат НСДП, ЛДП и останатите коалициони партнери и колку ќе добија СДСМ? Така да на господин Заев му посакувам многу среќа во математиките. Тешка битка ќе биде. Не му посакувам многу среќа во математиките. Мислам дека првата математичка грешка ќе ја направи кај председателот на државата. Се надем дека нема да доеме да врховниот командант на Република Македонија направи нешто вон памет, да вадиме војски, не знам си што. Меѓутоа, тоа ќе доеме, ако они направат влада без председателот на државата, ќе добиеме дуален систем. Вие немате мандат за да направите влада, па што ако имате мнозинство? Уставот вика така. Тоа е првата рад. А ако председателот им даде мандат, тоаш Георги Иванов веднаш си оди дома. Мислам, ја ви отворив неколку прашања, на крајот, повторно на крајот ќе кажам. Не сме никој да провоцира граѓани и не сме никој да поттикнува граѓани да вршат насилие врз одредена група на мнозинство во парламентот. Можеше ли да се спречи или предвиди инцидентот? Значи, не би навлегувал во ова натаму што ќе се случи Бојана, пошто сметам дека ќе има емисии, ќе зборуваме кога ќе биде актуелно тоа. И ќе не знаеме сега дали ќе го даде, дали нема да го даде, дали ќе прават без мандат или со мандат, против уставно, дали ќе има уставна иницијатива па за тоа. Така, но со оглед на тоа што постои многу дилеми во јавноста, како пати не би било добро да ги... Значи, во 2 сат председателот на СДСМ Зоран Заев излезе и даде пресконференција. Прво на собраниската говорница, па после тоа во пресцентрот. Сакаат тоа да го прават, што не смеја да го прават. Сега малку ќе се осврнам и на тоа како се прави таа постапка, меѓутоа не смеја да го прават и тие знаеа дека во 18 часот, во 6 часот ќе се дојде масата тука, ќе се приближи до собранието. Како што рече и соговорникот, значи они имаат сите андроиди. Мислам дека тоа се случи во моментот кога Талат Џафери ја даваше изјавата на албански јазик. Затоа што ние го видовме претходно она што се случи, јас само да напомнам, се извинувам што би влетав во збор. Во исто време, не случајно ТВ 24 вести даваше во живо од собранието. Значи точно знае. Значи 24 вести, нели викаат, ние сме за демократијата, малце посериозно ги поддржуваме Социјалдемократскиот сојуз и во живо во емисијата на Огнен Јаневски, значи се вклучија во собранието. Значи нема случајности. Да не ми избега мислата, значи фактички
видовме сите на вашите камери, бидејќи вие најдобро ги принесувате тие преноси, дека спонтано се стрча масата во тој момент, кога видеа дека тоа се случува во собранието, и затоа пратеничката група на СДСМ беше во салата за пресконференции, бидејќи се даваше свечана изјава и потоа дојде изјавата од Зоран Заев и од Талат Џафери. И фактички тие дел од луѓето што тоа е маса толпа не може да се контролира, многу тешко може да контролирате огромна толпа на луѓе. Тоа ќе се прегразат они сами меѓу себе, а камоли ова. Дел од толпата идеше лево, десно, гледаме дека предниот влез не беше добро обезбеден и еден од страничните влезови. Бидејќи два влеза беа добро обезбедени и од таму не успеа никој да влезе. И сега една дел од толпата се упати кон зградата на пресконференција, кон салата. Значи таму имаше 5-6 души обезбедување од собранието. Луѓе кои се подготвени за тоа, и сега сакам ова да го кажам, бидејќи малку се експлоатира и малку се знае за тоа. Пошто сме го гледале сите на телевизија. Значи во тој момент кога тие вика и пцуе таму, се гледа дека е толпа, сега овие внатре што се не ги гледаат, неколку пратеника на СДСМ, сега да не именуваме, можеби некој бил, некој не бил, ги повикуваат, влезете, ако смеете, што е строго забрането во такви ситуации. Значи тие како политичари во оние лидерски школи, во политички школи што одат, тоа се учи во учебници, дека не смееш толпа да провоцираш. И тогаш толпата, ако сака толпата, не може 100 души или 200 души или 300 колку се во таа толпа, да не може тројца луѓе од обезбедување да ги истуркаат. Тогаш она насилно влезе во собранието и она што се случи според мене, таргетот беше исклучио председателот на СДСМ Зоран Заев поради тиранската платформа, затоа што луѓето мислат дека со тоа се прави федерализација, гледаме дека на цел експертите на цел Балкан исто тоа кажа, и затоа го напаѓа него, они не ги ни знае овој што пукаше, мада не му се толку ни обрна внимание на него. Значи тогаш го нападна директно него. Меѓутоа имаше добра ситуација и среќа е тоа за сите нас, што они има сопствено обезбедување, па тоа сопствено обезбедување гледаме дека и они беа претепани, меѓутоа ги спасија политичарите, што е добро. Она што течеше крв од главата на Зоран Заев, тоа беше затоа што некој мавнал со фотеља. Значи оние фотељи вакви како овие, само со железо, и тука го погодил. Инаку не може да дојде до нив затоа што гледавме дека упорно обезбедувањето се тепаше. Они цело време викаат дека не беше таргет никој. Иако овие имаше повредени, тоа беа затоа што го бранеа некои Љупчо Николовски, со врзани глави што се. Не Љупчо Николовски. Па немаше таква повреда, меѓутоа има добиено добар затоа што го бранеа него, бидејќи таргетот беше он. Дури овие што се тепа обезбедувањето, овие гледаат само да ги тргнат за да дојдат до таму. Инаку немаа намера, бидејќи тука околу нив беа сите пратеници и може да ги нападнат ако сака. Дури горе на балконот беше и Мухамед Зекири, сите беа тука. Артан Груби се стоеше, си разговараше и се смееше, никој не го ни пипна. И другите пратеници. Прашањето е зошто? Па и Талат Џафери беше на крај во залата. Значи мене ми се чини дека затоа што таргет беше лидерот на СДСМ, бидејќи ја прифатил платформата. Тоа таков впечаток. Затоа што сите се пуштаа натаму. Во тој дел каде што во ќој што е печат. Мора да се согласиме со една работа. Дека тоа што господин Заев тврди дека иделе да го убијат, доколку сакале стварно да го... Ама не се контролира толпата, тоа не, тоа е неговата изјава. Да, Заев или дека... Сега се правиме спинови. Значи, кога сакате да организирате вакви работи, значи за да буквално да го наместите противникот, во случајов Никола Груевски, значи тогаш употребувате лажни вистини, кои што го доаѓаме од одредени медиуми. Значи се упорно, значи од 27 април, односно од 28 април, следниот ден, до денеска се тврди дека Никола Груевски организирал убиство на Зоран Заев. Значи тоа е... Ја прво слушам. Не, они го третираат како така, дека... Ни од нив не слушам.
Видете, Зоран Заев даде изјава, вика, организира убиство за мене. Да, А Груевски рече, ако тргна да го... што го почна. А Груевски Во вика... тој контекст ќе биде и тоа. Ајде. Значи, сметам дека ова сценарио, што на некого му одговараше, а сега ќе видиме зошто не можело да се реализира и зошто не смеело да се реализира и зошто е спротивно на Уставот, на Деловникот и на Законот за собранието, дека знае они дека Никола Груевски ќе оди во странство да лобира за Македонија, за да не се случи тиранската платформа, федерализација и така натаму, дека нема да биде тука, а дека Никола Груевски е човек што има многу високи менаџерски квалитети и сигурно ќе беше подобро да беше тој тука, подобро ќе ги организираше пратениците и намерно и тоа беше во тој момент организирано. Инаку се сложивме и двајцата дека ова се направи после 18 часот. Значи против уставно, еве во Деловникот, дека седниците на собрание се организираат од 10 до 18 часот. Значи да не требало, така нема да го става. Они траеа, ние сме гледали до 12 часот се работи за воредни седници. Овие редовни седници, а нема причина за ворена, бидејќи Трајко Велјановски која води седницата, ја прекина. Значи не може да се организира никако во 18, а посебно на партизански начин што го гледавме, со ливчиња веќе спремени во тоа сценарио. Значи, они тие ливчиња не ги пишуваат тогаш, ги извади од джеп и ги читаат. И не знам зошто, прво и тоа е сценарио. Ниту најстариот пратеник го прави тоа. Добро, но можеби тоа и се насетуваше со самото излегување на Зоран Заев на собраниската говорница кога најави дека ќе се избере. Законодавниот дом. И треба добро да ги знаете Уставот и Деловникот, бидејќи вие најголем дел од пратениците во собранието биле пратеници. Вие во член 61 од Уставот и пишува дека сите прашања по однос на работата на собранието се уредуваат со Деловникот и со Уставот. Значи стриктно пишува. Конститутивната седница е напишена во тој член како една од најбитните работи што ја прави собранието, бидејќи без конститутивна седница не може да работи собранието. Во членот 63 од Уставот децидно пишува дека првата седница на собранието ја организира председателот на собранието од претходниот состав. Значи како сега на Скали, во Ману, во праве во тоа е сценарио. Господин Даштевски, да сумираме работа. Само да довршам, бидејќи не ми е довршена реченицата. Значи фактички тоа е председателот за заменувањето. И вика пратеникот кој свикал првата седница председава со седницата на собранието во понатамошниот текст председавач, бидејќи се бира председател, додека ново избраниот председател или еден од председателите не ја преземе должност. Што беше така. И цело време председаваше. Значи, ако одиме, повредени се 20 на членови од Деловникот и фактички поради тоа не смееше да се направи седницата како што се направи. Значи, ќе продолжам понатаму со другите членови кои се повредени, меѓутоа тука има некои помалку важни, поважни, значи јавност, гласање и така натаму. Да, го разгледував и јас тие членови. Значи, фактички, еве да кажеме, они веднаш премина на 4-та точка, беа на 3-та, како може тоа? Од друга страна, не може... Сега во собрание очекувате да се продолжи по таа 3-та точка расправата, да продолжат да дискутира? Таа комисија е најважна, таа мора да се избере, не може да не се избере. Значи мора да се продолжи. Претходно имаше координација на групите овие. Не гледате. Ајде да сумираме групи. И на координацијата се договорија за таа комисија. Може ли да сумираме вака? Да. Јас се согласувам дека вие сте 100% во право, све ова што го говорите и вие сте одличен аналитичар и професор и све е точно тоа што кажувате. Да идеме на другата релација. Све прекршија. Само сакам една работа да докажам. Ама све прекршија. Све што можеше да прекршат прекршија. Ама ова е битно многу. Зошто комисијата која ќе се избере, таа може, затоа што знаеме дека БЕСА има 5 пратеника и не се согласува со изборот на таа Фери, не гласаше за него. Тоа е јасно. Така. Знаеме дека обично председател на собрание се избира од партијата која победила на изборите. Значи комисијата може да предложи друг кандидат.
И затоа се избира прво таа комисија. Не можете вие ќе биде Талат Џафери и крај. Можеби БЕСА ќе предложи на комисијата да избере председател од нејзини редови, па да види дали ќе биде подржан. Можеби ВМРО најави дека ќе предложи председател, можеби па има недоразбирање во нивните редови или да предложи двајца председатели комисијата. И затоа треба да се избере прво комисијата, што не беше направено, и тогаш да се гласа за тој што ќе добие најмногу гласови. Така, но што е тука е меѓународната заедница го призна Талат Џафери, денеска средба со Джес Бейли го нарекуваат председател на Собранието на Република Македонија и тоа е фактичката. Знаете како, во Франција и во Италија постои една област, се вика Савоја, и тие таму има војводи кои што било некакво кралство и бараат некакви своји ингеренции, бараат своји територии, па они не ги признаваат и вие се задоволни така како што живеат и така натаму. Значи, меѓународната заедница не признава желби. Она признава ние кого ќе кронисаме. Во овој момент меѓународната заедница недвосмислено, надвор од сите законски правила, го крониса Зоран Заев. Сега значи тоа е како беше операција А. Сега идеме на операција Б, дали ќе направат влада на Република Македонија. Како ќе создава Заев? Како тоа ќе има, каков импакт ќе има врз гласачкото тело на Социјалдемократскиот сојуз? Што е тоа што он ќе го направи? Дали Заев е за една употреба или е за повеќе наменска употреба? Затоа што вие да влетате во вакво сценарио, некој треба да ви даде сериозни гаранции. Значи видите, после 5 години Заев може више да нема никаква поддршка од меѓународната заедница, ќе се најде некој како вас аналитичар, ќе отиде ќе легалиста и ќе оди ќе рече вие го прекршивте законот во тој дел. Значи, нема комисија, нема избор на ова, нема, значи, надвор до 18 часот, све што може да прекрши и ќе потегнете одредени кривични пријави, законски пријави и така натаму, кој што ќе може да одговара пред законот. Работата е, што е тоа, во кој сценарио е влезена Македонија и какви се оние изјави што Заев ги дава на кои што ни се смее пола регион. Прво не поистовети со бугарите. Значи ја не викам, значи вика исти сме. Значи тие се не негираат нас како нација, ја не викам дека ние не сме слични, значи сличен јазик, слична традиција, слична религија, слично општествено уредување, слични навики, така. Ма не сме исти. Отиде го обвини Вучич дека е еден од фашистите. Значи, или лета сега со изјавите, не знае кај се наоѓа, тотална дипломатска некултура има, или некој стриктно му кажуваат и вака ќе се однесуваш. Значи, мора така да размислуваме. Иначе, да, вие сте во право. Значи, што поише да кажеме, намерно ќе чекам да ми се соберат 500.000 луѓе и да им кажам, и да сега да не употребувам вулгарни зборови, да ги навредувам како што треба и уште да ги предизвикувам да ме претепаат. И на крај ја да искочам херој. Не си херој. Ме разбирате? Тоа ви јас затоа ви го кажав Петро. Да, но падна крв. Ја зацврсти ми Заев позицијата. Ама видите, падна крв. Значи, како викаат на времето, имате агент провокатори. Петре Шилегов, искочи на собраниска говорница, криминалната фамилија, па ќе го апсел Груевски, па ќе го апсел Мијалков, па не знам кого све ќе апсеше. Му влетаа тројца, овој се сокри позади Шекеринска. Па сега што јунак си ти? Значи, замислете го Петре Шилегов да е министар за внатрешни работи. Па некој да му удри еден шамар, он ќе го апси Заев. Затоа што ќе се исплаши на прва топка. Така, значи така искача работата. Значи, тоа се провокатори луѓе. Значи, Заев сега од машка страна гледано, бар остана доследен, сега се тепаше, прави се тегнеш. После 27 април ја зацврсти ли Заев позицијата со албанските партии во коалицијата? Само да ви кажам за каква некултура станува збор. На 28 април јас имав телефонски разговор со мој драг личен пријател, господин Владко Ѓорđев, го прашав како се чувствува. Бидејќи, да не беше он, јас мислам дека таму ќе беше вака ситуацијата. Може ќе беше многу пострашна. Човекот ми вика, цел сум во модрици, од раце, рамења, кај што го тегнеле да го трнат. Значи не го напаѓале, меѓутоа, нели, во тоа тегнење и така натаму. Ајде, кажете ми каква изјава дадо Заев, така, му благодарам, баш ми е драго што беше тука и толку. Значи, они немаат никаква почит, нема никаква чест во оваа работа. Јас затоа ви реков, парламентарниот дом е
место каде што ние треба да учиме демократската култура. Значи, во учебниците на децата од 4-5 одделение ние веќе учиме за парламентарна демократија и точно учат што е парламентот. И ако парламентот е да му објаснуваме на детето дека вие сега заев малце го наљути Груевски, па Груевски се наљути па собра луѓе или обратно, или села малце збореше па дојде до Тепачка, ако тоа е улогата на овие политичари, тогаш мислам немаме ни више што да разговараме. Мене многу ме плаши иднината од денеска, значи од утре, во наредните 30 дена. Што е тоа што ќе се случи? Дали председателот на државата ќе си го сочува својот интегритет? Јас не верувам дека председателот на државата немал советници по однос на уставот, значи Ѓорги Иванов не е најден на улица како што они сага да го представат. Значи, се надевам дека ќе си нема да им даде мандат и ме интересира дали меѓународната заедница повторно брутално ќе постапи и ќе донесе нова влада која што ќе нема никаков легитимитет. Да ви кажам една работа. Она што сите го забораваме, ние тројца збориме, на 16 мај не се знае дали градоначалниците веќе ќе имаат подпис да делат, дали ќе имаат ингеренција. Имаме здравство, ова касика школство, имаме градинки, имаме општински буџетари, имаме јавни предпријатија кои што работат и така натаму и така натаму. Не се знае, значи луѓето повеќе се плашат за таа работа, верувате ми, отколку вклучувајќи и оваа работа. Така да може малце во тој сектор да, мислам, малце така да ги гледаме работите. Значи само да довршиме околу оваа работа што ја почнавме, зошто е овој акт толку срамен и зошто не е пријатен. Не, сега зборуваме, нели, се вративме на Борис Трајковски. Значи останала таа дамка дека некој кутила имала 105,5% и ќе следи тоа цел живот. Значи за да не остане оваа дамка, затоа ја предлагам да се направи таа уставна иницијатива, што може да се исправи, затоа ќе продолжам со уште 2-3 члена за да видиме што е направено, бидејќи секако ќе се исцрпеше расправата. Дали тоа ќе беше за 2 или за 4 месеци, ќе се исцрпеше расправата. Така, но очигледно на некој му се брзаше. Да, некој му се брзаше, а можеби тој некој не е во собранието, туку надвор од собранието. Затоа што се водат разни геополитички и геостратешки игри и на некој му се брзаше. Меѓутоа, сакам да кажам дека кога ќе се исцрпеше расправата, тогаш ќе беше во непријатна ситуација ВМРО да помане и коалицијата за подобра Македонија. Затоа што ќе мора да се премине на бирање. Еве, например, членот 80 вика: на почетокот на претресот по секоја точка од дневниот ред, предлагачот, односно представникот на предлагачот може да даде дополнителни обраслувања или појаснувања. Претресот трае додека не се исцрпи листата на пратеници кои се пријавиле за збор. Пратениците се пријавуваат за збор во рок од 1 минута и по отварањето на претресот. Листата на пратеници не може да се менува и дополнува во текот на претресот. Значи не може да се менува. Тоа е. Кога ќе заврши, ќе заврши. И на крај точка 5 од член 80 вика: председателот на собранието констатира дека претресот е завршен кога ќе утврди дека листата на пријавени пратеници за збор е исцрпена. Значи нема друго. Кога ќе се исцрпи тие 39, 49 колку остана, ќе се гласа и ќе се изгласа до октомври. Меѓутоа тоа е. Значи му дава демократско право на секој да си го искаже своето мислење. Ние знаеме токму председателот на собранието Талат Џафери дека молчеше со часови, тоа е демократско право. Дека читаше литература, демократско право. Не го прекинуваше никој. Како сега одеднаш насилно се бира тоа и без да се. Од друга страна, кога се бираше насилно, они знае дека не може затоа што има и такви членови. Значи јавно ли беше тоа? Кога ќе извади картичката председавачот, кога ќе изјави... Затоа се снимаше со и затоа се снимаше со, значи се прекршење повторно дело. Не беше јавно. Друго, гласањето како беше извршено? Кој ги избраи гласови? Сега сите викаат дека 58 пратеници гласале за. Понатаму водеше ли некој записник и стенограмски бележки? За да можат после да ги добијат сите други. Од кај знае ВМРО колку имало, кој ги бројал, што се случува. Значи тоа е предвидено во член 104. За работа, значи да се води записникот и да ги содржи останите податоци за работа на... би сакала да се осврнеме на Талат Џафери и на Унија... И сега ќе се завршиме со ова, значи апсолутно
е противуставно избран. Значи, апсолутно. Меѓутоа, што се случува Меѓутоа после? седна во кабинетот кај председател. Значи, првиот ден имавме... Само доколку може да го кажам прашањето, имавме знамиња и реакции, бројни реакции. Пред знамињата, значи, сакам да кажам. И тука исто така и за една книга која вие денес ја донесовте во нашето студио. Ја донесов во книга која председателот на собранието на намерни ли беа реакциите? Меѓу другите работи, ја стави на чело на неговиот кабинет да се гледа добро, се работи тука за платформа на албанците која е донесена во Тирана 1998 година за остварување на овие права и би сакал, ако ми дозволите сега или на крајот кога, да прочитам само неколку реда да видите дека е потполно иста со тиранската платформа. Ајде да слушнеме. Значи, фактички, за што се работи? Сето она што не ни е јасно и никој до сега не ни го објаснува, бидејќи нели пратениците на СДСМ не сакаа да зборуваат за тоа, платформа за решавање на албанско национално прашање. Така ја фати ова. И сега во делот за Македонија има, фактички, бидејќи тука се објаснува и оној дел за геноцид. Значи, ние сите се чудиме зошто геноцидот, па зошто геноцид. Пред да го прочитам ова, само да објаснам зошто геноцидот. Затоа што тие сметаат дека во 1912 кога другите држави во Балканските ратови ја делеле Македонија и добиле територии, тие не ги добиле своите територии, туку дека добиле помалку од пола од својата територија. И затоа 1912 инаку во академиците нивни зборуваат дека не биле задоволни ни со поделбата во Берлин 1878 година, кога добија независност Србија, Бугарија, Грција, Романија и другите балкански земји, Црна Гора. И затоа сметаат дека дел од териториите се припаѓаат во Црна Гора и така натаму. Значи, таа е од 1912 до 56, затоа што 1912 сметаат дека после првата Балканска војна се лошо поделени границите и дека веднаш почнува Србија, бидејќи го зима цело Косово и Западна Македонија, да ги протерува од тие територии, а 956 е земена затоа што 50-тите години нели турците се селеа од Македонија кој сака. Па сметаат дека и тие се селени, меѓутоа не е доброволно, туку со сила. И тоа се тие поенти во геноцидот, зашто ни беа толку чуди што не ги знаевме, затоа препорачувам сите да си ја прочитаат платформата и ќе видат дека од А до Ш се е тоа и дека е тиранска платформата, а не е Охридска, Скопска, како што се тврдеше. И сега само ова да го прочитам. За да се спречи продлабочувањето на внатрешната криза што доживува Македонија, која самата ја предизвика со кршењето на националните права на албанците, постојат две опции за нејзино решавање. Значи две опции. Првата опција: или албанците ќе се сметаат рамноправни како и македонските граѓани и според тоа Македонија ќе се смета како нивна заедничка држава, според познатиот пример на Австро-Унгарската држава. Нели сега тоа се бара. И под Б, или албанците да го уживаат правото на автономна покрајина во Република Македонија. Значи тоа е втората опција, нели кантонизација до самоопределување, односно отцепување на државата. И сега уште неколку работи што ги има во платформата, значи само две реченици. Само така ќе исчезне досегашното третирање на албанците во Македонија како граѓани од втор ред, што не е точно, што се гледа меѓу другото во дискриминацијата во однос на буџетските фондови. Буџетските фондови се во платформата, неравноправноста на судските органи. Тетовскиот универзитет веќе е признат на нивото национално знаме, нели националното знаме е во платформата, на употреба на албанскиот јазик во официјалните акти и така натаму. Значи тоа се делови од платформата која академиците на Република Албанија ја донеле во 1998 година. Инаку само да спомнам дека ми ја даде директорот на архивот доктор Филип Петровски, кој е експерт за овие прашања, веднаш ја нашол и тука може да се види. Правиме тука уште една кратка пауза за реклами. Грозданов, продолжуваме после рекламите со вас. Останете почитувани тука. Грозданов, со или без мандат, Заев најавува дека ќе формира влада, најавува дека ќе оди прво кај председателот Иванов и дека ќе го побара мандатот и дека ќе оди на средба. Кај него може ли да очекуваме кога ќе се формира таа влада со оглед на тоа што во таа коалиција има голем број на албански партии да се зголемат албанските барања?
И дали постојано на секоја владина седница ќе гледаме нови барања на маса? Па тоа, знаете како ви е, кога имате 3 жени, да има полигамија во Македонија, на сите 3 жени треба да им даете куки, коли, станови и така натаму. Значи тоа е таков брак. Значи не е тоа од интерес за државата, туку сега вика секој чека, ние се боревме на изборите, дај сега поише што имаш да ми дадеш. Мене прво, да не се повторувам по 4-ти пат, реков, ако председателот на државата му даде мандат на Заев, одма да си оди. Значи више не си председател на Македонија. Бидејќи ти намерно се креирал целава криза, значи си играш со нашите чувства. За ние што сме против ова што сака да го направи Заев. Значи не збориме се само за политички противници, не збориме за граѓаните за против она што Заев го науми. Тоа е многу различно. Доколку не му даде мандат, а Заев сам си го земе мандатот, тоа ќе имаме, би реков, дуален систем. Ќе имаме техничка влада, која што ќе избркаат од кабинетите. Мислам, не разбирам што ќе се случи. Нелегитимен председател. Нелегитимен имаме председател на собранието на собранието на Република Меѓутоа, тоа повторно би било поздравено од меѓународната заедница. Ама, Бојана, како што рековме, од после некои работи се коментираат и се осудуваат. Така што не може вечно меѓународна заедница да ги поддржува. Значи, јас повторно ќе кажам, значи, има нешто што меѓународната заедница сака да го исполни, а каде што овие обе ручки прифатиле. Тоа е едната работа. Сега кога ќе доеме до делењето на власта. Значи, немојте, кога збориме за раководството на СДС, јас наискрено сакам да се дистанцираме од членството на СДС или од луѓето кои што гласаат за СДС. Значи, овде, кога збориме за еден предизборен инженеринг, значи има премногу незадоволници. Имаше доста луѓе кои што беа револтирани од односот, да кажеме, од третиот ешелон во власта, значи надменост и така натаму, што е нормална ситуација во 10 години владење да се појавуваат такви работи и тука они многу добро го искористија. Значи, доколку вие сте револтирани, јас ве злоупотребувам фактички, ако ве придобием на моја страна. Меѓутоа, сега доаѓа моментот кога треба да се извадат, играме со отворен покер. Нели? Значи, да видиме што тоа ќе му се даде на Дуи, што е тоа што ќе им се даде на Беса, а што е тоа што ќе им се даде на Алијансата за албанците. Јас мислам дека медиумите ќе треба да побараат од Канал 5, да ја емитуваат она убава шега на Зевзекманија, каде што господин Горан Ѓуровски го глуми мандатарот и вика, Богоров, вие ме нервираат, нели? Гледате го скечот и ќе сватите што точно се случува во Македонија. Така да, тоа е едната работа. Што се однесува до Талат Џафери, мислам дека упорно оди да провоцира и дека мислам дека ќе треба малку да прво да ви кажем една работа. Срамота е да човек што дезертирал 2 пати да биде председател на Собрание на Република Македонија. Замислете сега да не постои Ѓорги Иванов. Не дај Боже нешто се случи. Да, меѓутоа беше министер за одбрана. Да, и тоа не без разлика што за Талат Џафери има збориме за тие структури. 3 функции најбитни. Председател на држава, председател на собрание кој го заменува председател на држава во време кога е одсутен или болен или нешто. Или за не знам и председател на влада. Барем тие функции треба да бидат чисти и Дуи веќе има капацитет, веќе има нова генерација на. Полесно ќе беше Артан Груби да беше председател. Да, мислам без разлика Бујар Османи, да. Или Бујар Османи. Културен, добро изгледа. Тоа е председател, репрезентативна функција. Така да ќе биде многу интересен тој момент како Заев ќе се извлече. Значи не е проблемот тоа што договорил сам меѓународната заедница. За него лично се збориме како политичар, значи не збориме приватно. И мислам дека е безобразно што приватно му напаѓаат и внуки, и керки, и жени. Тоа е најниско, тоа е најниско ниво кој што може да се употреби. Ја никош не би го употребувал тоа. И треба да се престане со тие работи и посебно да се предизвикува од јавни личности такви работи. Меѓутоа збориме како политичар. Он се наоѓа во многу чудна ситуација. Прво, че внатре во партијата он сега за сега не ветува функции, да знаете.
Значи сега и ние имаме информација. Тоа што се Значи, тепаат околу него за функцијата е друго. Сега за сега дека- добро се држи. Значи он не ветува И функција. стои во Не Албанскиот каже, кампус. да, и значи он сега не кажува ти ќе бидеш тоа или не знам си што и така натаму. Меѓутоа, еве тајмингот се ближи. Што ќе одговори внатре во партијата? Затоа што вие имате луѓе кои што во Делчево викаат, чекај бе, ние сега излеговме на избори, се бориме со години со овие од ВМРО ДПМН, не, сакаме да ги победиме на локални избори, така, сака некој да биде градоначалник таму. Како ќе ги победи сега? Како ќе се објасни он дека види сега тоа таму малку Скопје што збора, тоа нема врска со нас. Не е тоа така. Така да Заев е во многу специфична ситуација. Тоа е едната работа и второ, ако има малку доблест, ќе мора да поработи на тоа дека мора да работи по уставот на Република Македонија, а не по лични желби. Тоа знаете како ви е. Ќе оземам специјалното јавно обвинителство, ова е комплетна дигресија, нема врска со оваа тема, меѓутоа што е по желба? Значи, желбата на сите оние кои што се за Социјалдемократскиот сојуз е да ги уапсат Драган Павлович Латас и Ивона Талевска. Значи, они сите биде ги, и тука да не ги редам сите комплетно. Се ја вади обвинение, кое што јас во консултација со инспектори од управата за јавни приходи, од кои што едниот СДС-овец ми вика, молим те да не кажуваш дека јас сум ти кажал, значи, не им беше верно дека специјалното јавно обвинителство може да ги обвини за такви работи, кај што е само прекршок во прашање. Ме разбирате? Затоа, значи, сега тоа е веќе за сосема друга тема, како се функционира, како сака да се контролираат медиумите и така натаму. Само да ви кажам, значи, они функционираат сите на ист начин. Све проаѓа во моментов. Да. Не може да проаѓа тоа се. Затоа викаме формално, правно мора да се однесува државата. Значи, за Иванов не се произнесов дали ќе одаде мандатот, тоа беше прашањето. Значи, јас мислам дека ако се сеќавате колку беа радикални изјавите, особено на Села, добро, не дај Боже сега, дај Боже да биде здрав и жив, бидејќи да нема последици од тие нереди, бидејќи другите гледаме полека заздравуваат со овие лепенки. И сакам да кажам дека од тогаш до сега многу се променија состојбите. Значи, тогаш они кажаа дека платформата тиранска што содржи, неколку пати ја прочитаа, па почна да ретерира и ДУИ, и БЕСА, и СДСМ направи некоја програма во која многу работи од платформата не се внесени и на крај, сега ветија на крај, дека нема да се расправа прво за двојазичност, па после да се прави влада, бидејќи тоа беше договорено помеѓу нив на првичните состаноци. Значи, за двојазичност на цела територија збориме, бидејќи двојазичност постои таму каде што има над 20%, па и каде што има под 20%. Тоа е став 3. Но кои се вашите очекувања? Да, и јас затоа поради ова ретерирање јас мислам дека ќе им го даде мандатот затоа што они нема да дури после тие прашања ќе ги отвараат од платформата. И сега нема да има причина да им го даде, бидејќи ретерира сите партии. Сега они ќе пробуваат делот, знаеме дека дел се и противуставни, без двотретинско мнозинство не може, и тоа сите партии го кажа, дури Зоран Заев го кажа, и Али Ахмети рече дека не може без ВМРО овие работи да не ги. Јас само што ми е поентата. Поентата ми е се направи се само да не направи ВМРО влада. Бидејќи во овој момент на меѓународната заедница, односно на дел од структурите кои ги поддржуваат, тоа не им одговара. Значи тоа е поентата. И сега кога ќе се направи влада, сега веќе друго може да разговараат за дел од работите, за дел од работите не, бидејќи знаеме дека треба да се менја уставот, ако се менува уставот, тогаш треба двотретинско мнозинство. Прашањето ми беше дали на албанските партии ќе им се зголемат барањата по формирањето на нова влада, или дали на секоја владина седница ќе гледаме ново барање кој ќе се донесе во парламент. Секоја седница ќе има ново барање, ако не, еве сега имавме на портали, можда не е точно, карикирам, бидејќи така и пишуваше на порталите, дека кога му се јавил Зоран Заев на Талат Джафери и му рекол, тргни ги знаменцата сега, нели, не е добар момент, бидејќи тензиите се уште високи, тргни ги знаменцата од кабинетот, он му рекол, ти да си гледаш твоја работа не е дали ќе има знаменца, туку спроведување на платформата. А веќе знаеме дека две барања нови има, од платформата надвор од платформата. Тоа се ознаките на воените лица и парите да бидат на албански. Тоа не е во платформата. А утре може да има и трето барање. Меѓутоа, што ми е сега поентата? Сакам да кажам една многу јака поента, без која мислам дека
ако продолжи така, ќе мора да дојде до нови предвремени парламентарни избори. Тоа ми е поентата. Значи сега вчера Зоран Заев изјави дека целото судство ќе го отпушта. Токму тоа ми беше прашањето, има ли основ да се реализираат ваквите најави? Според законот за судовите, судиите се бираат со мандат да извршуваат својата функција доживот. Значи не може да спротивно на тој. Друго, според законот за Републички судски совет, судиите ги избира и ги разрешува Републичкиот судски совет. Значи, како тоа сега владата ќе? Па тоа ќе биде бетер од тоа што било кога било. Не до сега што беше него бетер. И трета работа, постои, знаеме сите и според уставот и во цел свет дека имаме три власти кои се независни едни од други. Законодавна, извршна и судска. И како сега извршната власт, ако стане нели мандатар, па после пример, како сега извршната власт ќе ги менува сите суди. Мислам, тоа е незрело прашање и ако почне да се занимава со тоа, ќе мора да менува многу закони. Меѓутоа поентата е што додека го прави тоа, фактички прво нема доволен број на пратеници. Има 62, кои многу лесно гледаме дека има превирање во ДУИ, превирање во други партии. 67, од кои 5 не ги подржуваат сите работи, затоа што сметаат дека нели пратениците од ДУИ биле и затоа и не излезе ни една пријава од фиоката на САЈО за ДУИ, затоа што се очекуваше ова да ги подржи СДСМ, иако слушнавме еден куп разговори. Така што тоа мнозинство од 67 не е сигурно, тоа се виде на изборот за гласање на председател на собранието. Значи, Деса не гласаше. Тоа е многу релативно, дури и да се 67 многу мало. При крај сме, уште многу малку минути имаме. Грозданов, новата влада ќе биде краткотрајна или пак ќе биде влада на долг рок и ќе го истера цел мандат, очекувања? Не, мислам дека нема да го истера цел мандат. Нема да биде ни 5-месечна. Мислам дека максимум негде околу 2-2,5 години. Мислам, тоа е вака по некои процени. Кога зборевме за судството, само ќе ви кажам, значи не е тоа случаен пример. За судството имаат веќе промовираат по кулуарите и релиценцирање на сите медиуми комплетно, да знаете. Значи ресетирање на цела држава сака да направат. Че владата не е изберена и може да се случат превирања. Нели рековме дека сега има подршка од 67, но нели за председател имаше 62. За одредени прашања нема да гласаат сите пратеници, има превирања во ДУИ, во други албански партии. Значи тоа е многу тесно мнозинство за постигнување добри резултати. Значи може да се предложи закон со кој не се согласува ВМРО и тој закон да се дискутира неколку месеци. Меѓутоа да не забораваме дека се уште не е изберена владата. Доколку се избере, јас сметам дека сама владата ќе бара во есен да се распишат предвремени и локални, бидејќи вие не можете сега да распишете локални без соработка со ВМРО ДПМН, затоа што за промена на законот за изборниот законник се потребни над 80 пратеници, двотретинско мнозинство и фактички мора да се согласи ВМРО ДПМН. Значи, кога во ноември ќе не може да се дадат плати, ќе не може да се дадат пензии, сама владата ќе бара нови предвремени парламентарни избори, бидејќи зборувајќи за судство, зборувајќи за двојазичност, зборувајќи за сите овие работи од програмата, она не се занимава со економија, туку се занимава со споредни прашања, што не се работа на една влада која треба пред се да се занимава со економските прашања на граѓаните. Грозданов, многу кратко, бидејќи ја завршуваме тука емисијата. Значи, виде, откако ќе се консолидира сега новата парламентарна опозиција со највеќе пратеници, сигурно ќе биде една стравична опозиција, пред се ќе отвара прашање како што се Маđar Телеком, каде што господата од ДУИ ќе мора да кажат дали биле во коалиција со господата од СДС, бидејќи криминалот води на таа адреса и што све тука ќе се работи во тој дел. И многу ќе ми биде интересна средбата, значи ја очекувам господин Тартан Груби, Муарем Зекири, да видам што така срдечно како ќе се поздрават од како се изнавреѓа едни со други дека се криминалци, така да ќе биде многу забавен овој момент за оние кои што се спремни да поминат во опозицијските редови. Затоа ти кажав, нема да биде краткотрајна владата, меѓутоа нема да биде ни долговечна. Така. Почитувани, тука е крајот на ова вечерашно отворено студио. Ви благодарам за вниманието. Останете со нашата програма. Во 22 часот стартува најновиот информативен блок вечерва со колешката Елена Шишковска. Пријатно од мене.